Православните христијани денес го одбележуваат денот посветен на светиот великомаченик Георги, кој живеел во времето на императорот Диоклецијан, еден од нежестоките гонители на христијанството. Свети Георги имал висока функција токму во војската на Диоклецијан. Бидејќи бил многу способен, затоа се нарекува победител, тој ги победувал сите непријатели на неговата татковина, но кога започнало гонењето, тој се спротивил на царот Диоклецијан и затоа бил жестоко измачуван, убедуван да се откаже од Господ Исус Христос, но тој не подклекнал и пак станал победител на царот и поради тоа што бил тврд во својата вера, му била пресечена главата во 303 година. Свети Георги на иконите е прикажан во борбена опрема како на коњ со долго копие ја прободува аждајата, која ја символизира повеќе Божјата сила, чии владари ги прогонувале христијаните. Набрзо по смртта на Свети Георгија, царот Константин ги прекинал прогонувањата и со Миланскиот едикт во 313 година го прогласил христијанството за званична црква во Римското царство. Поради победата над верувањето во повеќе богови, Свети Георги е наречен победоносец. На овој ден голем број христијани имаат домашна слава, а најчесто во навечерието на празникот и денес ја посетуваат црквата посветена на овој светец, која се наоѓа на патот од градинката Астибона кај касарната Јане Сандански. Се молат за здравје и среќа и земаат од водата во изворот за здравје на нивните семејства. Па доваѓам секоја година бидејќи верувам во Бога. Бог е милостив, помага на сите. И Свети Георги исто е голем празник и не оставаме. Порано одевме горе на Шардаванбаши, а сега доваѓаме тука. Волџичката велот оти помага. Па сега колку е, мислам, тоа Света вода? Света вода е викат и за тоа нели да се измиеме со неа. Секоја година доваѓаме преди тоа што сме христијани, го славиме, се радуваме и посакуваме среќа, здравје на фамилијата, на поколението понастој. Одбележувањето на овој светец се смета за граница помеѓу зимата и летото, а овој ден е познат и како Балаклија. Еве зошто. Балаклија тоа е источен петок, значи источник на црквенословецки, значи извор. Бидејќи светла недела во светлата недела, кој ќе се падне и празникот Свети Георги, значи целата богослужба и славењето е првенствено на Христовото воскресение, а отпосле на светителот.